Изминативе денови јавноста со големо внимание ги следи информациите од Гостивар, каде што голем број граѓани побара лекарска помош поради стомачни тегоби, а надлежните препорачаа дека водата од градскиот водовод привремено да не се користи за пиење. Да, што покажуваат анализите, каков е ризикот на граѓаните и дали има простор за загриженост по прогласувањето на епидемијата. На ова прашање на многу други утрово ќе добиеме одговори од прва рака. Во нашата тема на денот ја пречекуваме директорката на Институтот за јавно здравје, господја Марија Андоновска. Добро утро за вас. Добро утро. Турбулентно е периодов. Ви благодариме за одвоеното време и за тоа што ни се придруживте во утринската. Благодарам на поканата. Каква е моменталната ситуација? Сите чекаме резултати денеска. Каква е состојбата, што покажуваат анализите, она што може да се соопшти на јавноста? Токму така, Институтот за јавно здравје од самиот почеток е вклучен во целава ова активност во надменување на ситуацијата во Гостивар, како и други институции, како Агенцијата за храна и ветеринарство, Министерството за здравство, МВР, обвинителство и слично, сме во постојана координација. Она што институтот во моментот го прави е епидемиолошката проценка на ризиците во моментот, помага во епидемиолошките анкети и нормално ги прави оние анализи на мустрите на оние примероци кои што беа земени од посечените локации во Гостивар. Анализите во моментот се во завршна фаза, во текот на денешниот ден, бидејќи ова е еден процес кој што го води обвинителството. Ние сме приморани резултатите од тие анализи да им ги доставиме директно нив. Во текот на денешниот ден можам да кажам дека ќе бидат доставени сите анализи изготвени во Институтот за јавно здравје до обвинителството и понатака обвинителството ќе ги проследи со јавноста и ќе преземе одредени мерки доколку оцени дека има потреба од тоа. Како што споменав, и епидемиолошките проценки се во Институтот за јавно здравје. Системот, така наречениот алерт систем кој што го поседуваме во Институтот за јавно здравје, епидемиолозите ми имаат известено дека во последната недела има покачување во споредба со претходната недела. Тоа би значило дека бројот на регистрирани заболени од одредено заболување во Гостивар се покачува и тоа е забележително на тој алерт систем. Така, голем број граѓани пријавија стомачни тегоби, а беше издадена препорака водата од градскиот водовод да не се користи. Колку е сериозна оваа состојба и кои се најголемите ризици за здравјето? А и покрај издадените предупредувања имавме можност од анкети да чуеме граѓани си прават и понатаму чај, кафе со таа вода, нели ја користат? Откако Агенцијата за храна и ветеринарство издаде соопштение дека таа вода не треба да се користи во овој период, се додека повторно не биде ставена во употреба, тоест дозволено од страна на АХВ да биде користена. Институтот за јавно здравје излезе со препораки за граѓаните, за градинките, институциите, рестораните и така натаму. И ние апелот е да се придржуваат граѓаните до сите оние препораки кои што ги кажува Институтот за јавно здравје во овој период, бидејќи како што споменавте, бројот на лица кои што пријавиле некакви проблеми од гастроинтестинален карактер е навистина голем и како што споменав, одстапува од онаа бројка од претходната недела. Нашиот апел е да се придржуваат до препораките, бидејќи се со цел да можат да ги избегнат ризиците кои што можат овој тип на симптоми да ги дадат. Граѓаните најчесто се жалат од проблеми со стомакот, диареја, повраќање, некои имаат малаксаност и температура. Она што најповеќе може да биде ризик по нивното здравје, ваквата состојба може да доведе до дехидратација и од тие причини препорачуваме секој оној симптом кој што трае повеќе од ден, два, сите оние луѓе кои што имаат симптоми кои што траат подолго, да се јават кај својот Околу симптомите може ли само малку да се задржиме, чисто информативно и за граѓаните? Кои симптоми се алармантни? Кои треба да ги алармираат луѓето веднаш да се упатат? Како што споменав, тие се жалат на проблеми, болки во стомакот, грчеви во стомакот, имаат диареја, имаат повраќање, некои имаат малаксаност и температура. И како што споменав, таквата состојба може да доведе до дехидратација, да има вртоглавица, сувост на устата, да
практично тоа е една од компликациите која што може да се јави во овие состојби. Посебно треба да бидат внимателни оние ранливи категории, лицата над 65 години, бремените жени, децата, лицата со хронични заболувања. Тие посебно да бидат внимателни да користат својата хронична терапија и доколку имаат некои од овие симптоми, веднаш да се јават на својот матичен лекар. Каква е улогата на Институтот за јавно здравје во вакви ситуации? Како се земаат примероци? Колку време трае сето тоа? Колку се сигурни резултатите при добивањето на од самите анализи? Уште во четвртокот минатата недела во попладневните часови по завршетокот на првата смена во Институтот пристигна барање од јавното обвинителство да излеземе со екипа на терен, да се узорцираат, да се земат мостри од одредени локации, да објасниме малце поедноставно за граѓаните што значи тоа. Тоа значи дека една екипа од институтот, каде што влегува доктор, техничар за земање на мостри, заедно со возач и слично, и да излегува на терен и зема примероци од местата каде што ќе биде посочени од страна на инспекторите. За секој од тие земени примероци се прави записник уредно и се носат во институтот. Луѓето се вратија во раните утрински часови следниот ден. Таму веќе имаше друга екипа која што помогна во поставување на обработка, тоест на анализа на земените примероци. Тоа се води уредно, лабораториите со кои што располага институтот и луѓето кои што работат таму се обучени, стручни лица, лабораториите се акредитирани и валидирани. Резултатите, тоест процедурите за анализа се различни, може да траат од 24 часа некои анализи, некои се 48, некои бараат и 72 часа. Тоа не е едноставен процес, не е само една анализа, па вие можете одма да дознаете. Тоа е особено дека се работи за еден ваков сензитивен случај, потребно е комбинација од повеќе анализи, потврдување на некои добиени резултати, така да сето тоа можам да кажам и да им се заблагодарам на луѓето кои што се вработени во Институтот за јавно здравје, бидејќи успеа за навистина краток период во рамките на предвидените рокови да го изработат сето тоа професионално, со оглед на тоа дека самата ситуација доведува до притисоци кои што значат одговорност. Уште еднаш благодарност до екипите кои што сите ова го работат. Така, вчера попладне беше прогласена епидемија. Што тоа конкретно значи за граѓаните, да појасниме? Па накратко, епидемија како кратка дефиниција би значило зголемување на бројот на заболени од едно заболување во една област. И тоа подразбира кога ќе се прогласи епидемија, тоа значи дека институциите треба да дадат повеќе препораки, повеќе мерки и да имаат подобра комуникација и координација меѓу себе. Јас морам да кажам дека и пред прогласувањето или назначувањето, пријавувањето на епидемијата, институциите на системот си го сработеа она што треба да го сработат навремено. Значи, постојано, како што споменав и самиот почеток, институциите беа во постојана комуникација и координација меѓу себе и тоа е се уште така. До ден денеска сме во постојана комуникација со веќе споменатите институции, Министерство за здравство, Агенција за храна и ветеринарство, владата и сите оние институции кои што се од интерес во моментот. Препораките беа дадени, мерките беа дадени. Она што се очекува во иднина е сето тоа да продолжи оваа комуникација и координација помеѓу институциите, мерките да бидат задржани или обновени. И понатака тоа ни овозможува да имаме и поголема контрола, тоест понатамошни испитувања на водата во ова подрачје. Освен Гостивар, дали граѓаните во другите градови би требало да бидат загрижени? Па во моментов нема некој ризик по останатите граѓани, бидејќи ова станува збор за изолиран случај, како што ви спомнав. Оние параметри, отстапки и зголемен број на пријавени случаи се случуваат само во Гостивар, така да ова не е поврзано со останатите градови и може да бидат спокојни граѓаните во другите градови. И на сам крај една препорака. Топло е, имаме високи температури, освен храната и водата, нели високите температури се сериозен ризик, особено за децата, постарите, хронично болните и така натаму. Една ваша препорака за заштита, за безгрижно лето, што викаме.
Јас секогаш повторувам дека оние препораки што ги даваме навидом изгледаат многу едноставни, многу повторувам тоа дека доколку се применуваат, ризиците се навистина Така е. минимални, иако така изгледаат многу бенигно и сите велат да го знам ова дека треба да го правам, но правете го. Не излегувајте во периодот доколку немате потреба, пред 11 часот кога има високи температури. Значи можете, тоест не излегувајте помеѓу Од 11 до 17 до некаде. 5 часот попладне до 17, можете значи сите оние обврски да ги завршите пред 11 или после 5 часот, да сидат во разладени климатизирани простори, доколку немаат услови за климатизирани простори, да се ладат со помош на вода и одредени други средства. Многу вода, тоа го потенцираме постојано, да бидат хидрирани, да внимаваат овие ранливи категории, да ја зимаат својата терапија навремено, лесна облека, лесна храна, без газирани пијалоци, без алкохол. Тоа се основните препораки кои што би ги упатила и сега. Благодарим. Знам дека ве очекува напорен ден, нели, како што беа претходно. Ги очекуваме официјалните, нели, резултати во денешниот ден, па ќе ги следиме сите состојби и нормално навремено ќе ги информираме гледачите. Благодарам на поканата.